Со посебни протоколи и задолжителна дезинфекција на 9 септември ќе се отворат градинките, информираа на пресконференција министрите за здравство и труд и социјална политика редоследно Венко Филипче и Јагода Шахпаска. Според насоките, секоја градинка ќе треба да обезбеди маски и ракавици за вработените, средства за хигиена и дезинфекција, но и безконтактен термометар. Дезинфекцијата на просториите, подовите и предметите ќе се врши на секои 2 часа во текот на денот, а задолжително ќе се проветруваат и просториите. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денеска разговараме токму за почетокот на работата на градинките, некако откако завршивме со основните, средните, факултетите уште не ни се фатени, но ќе дојдат и тие наред. Сега градинките се комплетно во тој дел да се комуницираат и затоа би предложил во интерес на денешната тема да ги слушнеме изјавите кои ги емитувавме и во текот на дневно информативните изданија од ресорните министри Филипче и Шахпаска. Во продолжение па ќе се вратиме во студиото. Се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира храна од главната кујна до другите објекти. Лицата кои доставуваат храна задолжително носат маски и ракавици. Храната на децата да се остава пред занималната, а децата да јадат во својата занимална со претходна дезинфекција на рацете и на масите. На сите вработени при влегување во установата задолжително ќе им се мери температура, доколку некој вработен има било какви симптоми на болест, истиот треба да биде отстранет од работа. Не се дозволува собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории. Вработените во установата имаат обврска да го следат сопственото здравје и состојбата на децата при прием и во текот на престојот на децата во установата, и во целост да се придржуваат кон општите препораки за превенција од вирусот на работното место и секако надвор од него. Во однос на приемот и престојот на децата во установата, на прием на секој дете му се мери температура со безконтактен термометар, а детето по влез во градинката задолжително ги мие рацете и секако повеќе пати во текот на денот. Растојанието помеѓу масите за седење на децата треба да биде помеѓу 1,5 и 2 метри. Спиењето организирано така што децата треба да бидат поставени на креветите според принципот нозе-глава. Повторно растојание од 1,5 до 2 метри во единични кревети и постелнина за секое дете, соодветно обележани со името на детето. За време на работа сите вработени носат заштитни маски. Анализата на податоците од градинките покажа дека тие се подготвени наредната среда на 9 септември да почнат со работа и да ги примат и згрижат децата во согласност со предвидениот протокол утврден од Комисијата за заразни болести. Приоритет за посетување на градинка ќе имаат децата на самохраните родители и децата на двајца родители кои се вработени и ќе донесат потврда од работодавачот дека работните задачи не може да ги извршуваат од дома. Согласно протоколот, групите за деца до 2 годишна возраст треба да имаат најмногу 6 деца, за кои ќе се грижат двајца вработени, додека групите од 3 до 10 годишна возраст треба да имаат најмногу 15 деца и двајца вработени. Да, тоа беше темата за која што имавме детали во однос на изјавите врз основа на протоколите како ќе се одвиваат. Јас во текот на емисијата повторно ќе ги читам некои од деталите, така што ќе одиме прво со вклучување 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и доколку имаме веќе некој на линија одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Да. Да, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав за Огне. Благодарам, поздрав. Телевизија 24. Благодарам, повелете. Ова денески министрите двајца да се го изрази и Филипче и Јагода Шахпаска е за поздравување, затоа што искрено да ви кажам, безрако се мали тие деца. Тие деца сакаат комуникација, тие деца сакаат игра, тие сакаат деца да учат, тие сакаат деца да гледаат, да играат со играчки во градинките. Тука е оној психолошки мотив за самите деца, ако се 1, 2, 3, 4 и 5 години. Така да, јас се надевам дека персоналите што се во градинките, од негователка, од учителка, од чистачка и така натаму, ќе бидат на високо ниво, да ги постават сите оние протоколи на највисоко можно ниво, за да можат децата да бидат безбедни. Тука е многу битно, затоа што
самохраните мајки и родителите двајца кодат на работа, не можат кој да му ги чува децата. И затоа ова е добро, што отвора градинките од 9 септември, со тоа што на некој начин ќе се обезбедат некои услови за тие нивни родители додат на работа, а децата да бидат згрижени и тоа безбедно, не безбедно, да се разбереме, во тие деца се полага голем мотив, голем начин за да се на некој начин привикнат и да се посамостојуваат, затоа што ние не можеме цели години да ги држиме децата од коронавирус. Мораме да ги навикнуваме децата, без разлика. На секој му е жал за своето дете, али јас се надевам дека сите овие работи што ги за министерката за труд и министерот за здравство ќе бидат максимално запазени и максимално спроведени за да бидат тие деца на некој начин заштитени од коронавирус. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Доколку имаме следен на линија, вклучуваме. Добар ден. Ало? Да, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден, Диме од Скопје. Поздрав, Диме, погласно режија. Повелете. Топол поздрав до вас. Благодарам. Сега, јас со позитивна намера еден вовед. Последното ваше интервју со господинот францускиот амбасадор мене ме воодушеви. Добро. Сега вие, како работна задача, предпоставувам дека отпосле си рекли и можда требаше ова вака, тоа така, па да дојдам до темава. Дали ме разбирате? Добро. Значи, и сето ова сега што се работи, некој е воодушевен, некој има примедби. Значи, во глава, идеално, не може се да се сработи. Битно е дека владава се труди максимално. Поготово за овие наши најмала категорија на чеда. Јас сум длабоко убеден дека ќе се успее во тоа. Ќе се успее, ама треба поддршка. Значи, и од родителите, и од баби и дедовци, од градинката, што кажа предходниот соговорник, од хигиеничарките, да не ги забораваме. Во оваа ситуација они имаат голема клучна улога, да се разбереме. Значи, во случајов никој не треба работно да се запостави. Многу е лесно, немој да ми замери тоа што ќе го кажам, многу е лесно некој да го нарече министерот за смрт. Не може така, млад господине. Не може така, да се разбереме. Ако вие тоа што сте го кажале, го работите тоа, па мене нешто нема да ми се допадне, ама нема да бидам така вулгарен на таков начин да се поврат. Значи, треба да се соживееме во ова што го доживуваме. И сите заедно во спрега ќе успееме. Здрав жив, благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме со некој следен, би сакал веднаш да се вклучиме. Добар ден. Повелете. Добро, одиме со следната линија во меѓувреме доколку некој успел да фати врска. Добар ден. Добар ден. Разговараме на тема поврзана со отпочнувањето на работата на градинките. Добар ден. Дали се слушаме? Какво е вашето мислење по однос на протоколите кои што беа формирани, односно презентирани од страна на ресорните министри Филипче и Шахпаска? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Сега ќе викам малку повеќе, оти да не видеатите само вака. Но вака ви се јавам, оти овие теми ми се многу драги. И кажав, едново детенце го запишавме во прво деление. Добро. Пред некој ден ви кажав. А друго девојчево во 2,5 години го запишавме во градинка. Сега замолувам само да бидат сите сериозни и одговорни и дечињата да се ги гледаат исто како да се нивни деца. Добро. И тоа ми е апелот најмногу и на сите им пожелувам добар престој таму, без никакви проблеми. Оти големото дето дена година одеше во градинка, до сега во прво деление. И мало во лани почна, ама ето со вирусов, така изведи. Добро. Тоа би било се? Многу
среќа им пожелувам на целиот персонал. И многу ми е мило, господин Огнен, со вакви теми поставувате. Се радувам што ви е мило. Многу на место. Да, благодарам. Многу. Се најубаво и ви пожелувам многу убави денови до викендот и натаму. Ви благодарам многу за јавувањето. Може два пати се јави, тя одавно не се... Ама темава ми е близка. Ако е погодена, таман. Погодена е, ама така е. Се најубаво, господи. Благодарам. Поздрав и убав ден. Доколку имаме некој стерен на линија, вклучуваме веднаш. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Слушаме. Па видите, министеркава способна и добар потак направи. Децата треба да си појдат и во градинки и во школу. Да не тактизираат. Дисциплинирано, како прописите налагаат, така треба да се однесуваат. Ја мислам, државите сите почна во школа да си одат децата. Ние сега правиме филмови, тактизираме, вака ќе биде, онака ќе биде. А ние имаме и премиер добар, и речи ги министри, све е окей. Едно ќе кажат, друго прават. Што е толку децата? Програма има за децата и треба да си почнат. Сега дисциплината треба да се примени. Како треба да се однесуваат и децата, и родителите, и учениците, и наставниците. И на крајот неќе многу да зборувам. Добро. Премиеров рече испитување на сите и то замре. Важно ги изгласа ради то, дека ќе покрени хајка до еден да се испита потекло на секого. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, режија. Значи, ве молам, тоа не е тема на денешната емисија, ќе се држиме до она што е тема. Следен на линија, поверете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Во однос на денешната тема, она што исто така е многу важно како информација, министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска на денешната пресконференција рече дека мерката за ослободување од работа на родителите на деца до 10 години продолжува да важи и по најавеното отворање на градинките следната недела на 9 септември. Цитирам: "Истакнавме дека приоритет, влезен критериум за сместување на деца во градинка ќе биде самохран родител и двајца вработени родители. Родителите кои ја користат мерката за чување деца од 0 до 10 години продолжуваат и понатаму да ја користат. Не ја укинуваме оваа мерка", рече Шахпаска. Но по оваа изјава родителите повторно се збунија, бидејќи оние кои имаат деца на школска возраст до 10 години, изминатиот период одат на работа. Во делот на објавата која што Фокус ја прави на интернет, вели дека оваа владина мерка продолжува да важи само за децата кои се запишани во градинка, но не и во училиште. Поточно, во јули се укина владината мерка со која еден од родителите на деца под 10 години на школска возраст се ослободуваше од работа, а мерката остана да важи само за родителите чии деца се запишани во градинка. Тогаш министерот Венко Филипче појасни дека мерката се укинува бидејќи преку лето и да не беше корона кризата, училиштата во овој период не работат. Одлуката беше донесена на 74-та владина седница. Од владата за Фокус појаснуваат дека во следниот период, во зависност од потребите, ќе се носат и нови мерки, но потенцираат дека засега нема промени. Цитирам: "Со последната промена од јули, само родителите на децата што одат во градинка се ослободени од работа. Останатите се вратија на работните места по завршувањето на учебната година. Други измени периодот не се направени." Завршен цитат, велат од владата. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господине. Повелете, ве слушам. Ајде вака, мислам дека темата ви е правилно напишана и поставена. Добре. Кратко, владата со протоколи. Значи, за кого се однесуваат тие протоколи? Се однесуваат за вработените во градинките, за учителките, за родителите кои треба да ги донесат децата до вратата. И понатаму, пак протоколите, значи, се продолжува. Убаво го објаснија натрешното работење на учителките, на негователките. Убаво го поставија како децата ќе се исхрануваат, каде ќе се исхрануваат, кревечињата како ќе бидат завртени. Значи, овие глави кои се одговорни за тие дечина, кои треба да почнат во градинките, многу убаво ги растресиле работите. Така да не е ова така
кажано, почнуваат од 9 септември. Значи, целосно е проработено нештото. Во случај да се деси тоа, за да не се деси тоа што би се превзело и така понатаму и така понатаму. Значи, време е децата да си појдат во градинките, да си се дружат, да си се социализира децата. Значи, за мене и по мене е ова најубавата работа, најубавата почетна точка за малите дечина, каде веќе одат после тоа во школото, каде ќе се судре со едни такви исти дружења и учења. Се најубаво му пожелувам на малите дечина. До гледање. До гледање, ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Владата, гледам владата со протоколи за работа. Добро, во ред убаво напишано. И треба, мислам, да почнат децата да одат во градинка. Реално, така и треба. Сега протоколите до 9-10 деца, сега некои ќе може да отидат, некои ќе може да отидат. Тука се баби и дедовци, па сега ќе се помагаме, сега што да правиме. Такво ни е времето дојдено, нема да бегаме од тие работи. Ковид има и готово, не дај Боже нешто друго да испадне. Мислам, реално, секој треба во ова општество да помогне еден на друг колку може. Само сакам да ве прашам нешто. Во ред со темава, пошто вие сте новинари и многу ве гледам. Добро. На времето, мое мислење, на времето пензионериве што беа, помлад човек сум, не сум пензионер. Добро. Искрено кажувам. Слушам ама по гласот. гледам што се случува. Банкиве, што е на времето, кога почна за пензии да дават преку трансакциони сметки, не одбива тоа водење на сметка. У задње време гледам 10-30 дена водење на пензионерите за сметка. Тоа го немаше, а банките почна да го прават. Вие како установа, како новинар, може да го испитате дали е точно тоа. Во ред. И уште една работа. Ве молам, значи имаме тема зададена, благодарам за јавувањето. Не, ве молам, затоа што пред вас исклучив гледач кој што зборуваше на другата тема, колку што го оставив него да каже во однос на тоа што е надвор од темата, толку ве оставам и вас. Благодарам за јавувањето и ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ви посакувам убав ден. Благодарам и јас вам. Сега, тоа е позитивно, што децата ќе се вратат во градинка и мене ми се чини оти само ако се почитуваат мерките и многу брзо ќе се ослободиме од оваа пандемија и децата ќе одат на школа. Тамо малце ме загрижува што денес во Битола се појави позитивност кај 13 годишно дете. Тоа е загрижувачки. Сега читам од 13 годишно дете, а кој знае уште колку при играта има толку позитивни, тоа е вистина загрижувачки. Така. Само посакувам да ви кажам да нема и во градинките, да бидат стрекни дечината, да се дружат, да има љубов и се најубаво во животот. Така и на возрастните, и на пензионерите, и на вработените, и вас во студијата да ни пренесвате убави вести. Само тоа посакувам во денешницата. Мора да бидеме позитивни, ова сето да го пребродиме. Оти не е само кај нас и никој не е виновен. Виновно, тоа е веќе во целиот свет и треба еднаш да знаеме оти. Нема овдека јас не сакам да носам маска или неќам на растојание. Ако сакаш да се заштитиш, се ќе биде. Фала многу. Да не ве задржувам и времето да го одбивам. Се најубаво. Благодарам и вам се убаво и поздрав до Битола. Ќе се видиме вечер таму. Добар ден, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав, Во повелете. врска со протоколите, јас поставив прашање вчера министра кога беше таму на една интервју, не знам кај беше. Значи, овие се децата со посебни потреби. Добро. Дали таму и кога таму како ќе почнат со работа? Затоа што во дневните центри за посебни потреби тие вработените медицинскиот персонал сега се вработени како обезбедување и администрација во центри за социјални работи. Така. А да децата овие од градинките со посебни потреби седат дома. Тие не се многу,
ама и тие треба да бидат згрижени. Така. Значи тука не е одговорено со тој протокол. Тука е многу голем проблем сега, зашто тие мајки и родители не се опфатени. Зборуваме во делот на само на градинките, децата кои што одат во градинка, а се со посебни потреби или? Не, посебни домови преку центрите за социјална работа што се отворени посебни центри за деца За со посебни посебните потреби. центри, така, добро. Тоа ме интересираш. Тоа прашање е многу изоставено. Така. И вработените сега се повикани да работат обезбедување во центрите за социјална работа и администрација, медицински персонал. Така. И се како, е тоа контрадикторно и нелогички спојден. А да родителите на децата трпат дома. Така. А не се многу деца тие како поградинки. Добро. Ви благодарам, поздрав. Благодарам многу за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Огне, Да? замислата на медицинскиот персонал е добар. Добро. Ама знаеш што? Вака ја ќе кажам сега, во друга фраза, да не ме разбереш, шатрабачки малку ќе ти кажам. Хајде. Фармата што ја имав со кокошки, и една кокошка доби корона, и сите добија корона. Добро. И сите кокошки умреа. Ако продолжиме вака, ќе изумрат многу кокошки, ќе изумрат. Не разбираш? Значи, каква инкубација да направиме, заштита, за да ги заштитиме децата најмладите. Значи, лекарските тимови дават вакцини. Добро. Тие вакцини имаме ние, да кажеме, анонимус. Лабораторија една во некоја општина. Што има? Ќе се дада таа. Тие ќе ја прегледа. Тие се хемичари, тие знаат. За да ги заштитиме младите, нели? Добро. Така. Ама што правиме со тие кои патуват секојдневно и се со додир по канти, било каде, што ќе брцка таму ваму. Знаеш, во Германија вика пена на тие луѓе. Па, дали можеме да го искоренеме ние тоа или не? Јас прв ќе се пријавам, да ме погуба. Ама што правиме тие што не се пријават овде? Ајде ти како огин, а јас како вода, и сега зборуваме. Вода и огин, зборуваме. Ветерот, од каде дува? Им порачувам убавио среќно детство на сите дечи. Ама лекарите да се потрудат, ако ги взимат вакцини, да видат од што се Истече треба. времето. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави, цитирам, престојот на децата треба да се организира на начин на кој ќе се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни групи на деца, сместени во одделни простории, во согласност со можностите, а игрите се препорачува да се организираат што е можно повеќе на отворено и во мали групи. Приемот на децата по воспитна група треба да биде со 10 минути временска разлика на влез, на кој задолжително е обележано растојание од 2 метра, а детето го спроведува еден родител кој секогаш носи заштитна маска. Во однос на приемот и престојот на децата во установата, тој појасни дека при прием на секое дете му се мери температура со безконтактен термометар, а детето по влез во градинката задолжително ги мие рацете како и повеќе пати во текот на денот. Ке има и посебни правила за дистрибуција за разнесување на храната, како и за растојанието помеѓу масите за седење на децата кои треба да бидат од 1,5 до 2 метра оддалеченост. Во градинките нема да смеат да се користат играчки кои не се перат и не можат да се дезинфицираат, а воспитувачите и негователките треба да се погрижат децата да ги мијат рацете при прием и во текот на денот. Филипче објасни и дека алгоритмот во случај на дете кое ќе развие покачена температура предвидува детето веднаш да биде изолирано во засебна просторија, пошто се повикува родител и се известува епидемиолошката служба во надлежниот центар за јавно здравје, како и матичниот доктор, односно педијатар на детето. Добар ден. Добар ден.
Да, детето кое што е позитивно на SARS-CoV-2 заедно со родителите, односно старателите, продолжува во домашна изолација под здравствен надзор со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Неговата здравствена состојба ја следи матичниот лекар или доколку се појави потреба се хоспитализира. Детето кое е било сомнително на COVID-19, а за кое е докажано со PCR тестирање дека е негативно на SARS-CoV-2, продолжува да ја посетува градинката со приложената потврда од матичниот лекар дека детето е во добра здравствена состојба и дека може да посетува градинка, рече министерот Филипче. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Повелете. Многу добро ја водиш емисијата. Благодарам. Би сакал малку да поредко да се јавуваат тие што се често јавуваат. Хајде, повелете. Сега за темата, јас сум да се отворат градинките, што има добро изработен протокол. Како што сум и да се отворат и границите секаде низ светот, но тоа е друга тема. И на оваа тема можам да надовржам за учениците, например. Добро. Ако ми дозволите. Ајде. За учениците би рекол вака, онлайн настава би требало да не дозволат на учениците, само за испрашување, например, да одат во школа, например, и да бидат сместени, например, една паралелка во 3 училници по 10 ученици, така што професорот ќе влегува и ќе ги испрашува, например, биологија, па кога ги испраша биологија, ќе влезе друг професор физика или логика и така натаму. И тоа може да се во термини стави многу брзо да оди. Например, едно прашање за цел клас, што е тоа и тоа. Говорат сите на исто прашање, многу лесно тоа може да се изведе. Тој протокол е најсигурен, јас не сум медицинско лице, но логички тој протокол е посигурен, тој би немало, би имало и растојание, а тоа што ќе се предаде онлайн ќе го разберат, исто и за пракса може да одат со тие маски, протоколи и така натам. Друго што треба да се знае е при дезинфекција, например, кога се фаќа за... Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За ова што зборите. Ајде. За децава. Видите, ја работам како обезбедување во школа. Добро. И навечер во школа се групираат се млади без маски, без ништо. И ги предупредувам, значи стално предупредувам, немојте, како мислат ако ќе почнат во школа да идат, да им забрани некој и со маски да дојдат во школа и да носат маски. Добро. Значи и предупредена и полиција да контролира се, значи нема никакво. Аж за градинкиве што викате, па тоа нека остават на здравствени работници, нека одлучат они се најкомпетентни. Така. Па тоа. Добро. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Пријатно. Следен на линија, повелете. Добар ден. Во однос на здравствената состојба на децата, министерот напомена дека доколку родителот забележи појава на симптоми на болест кај детето, да не го носи детето во градинка и веднаш да се консултира со лекар. Родителите при првото и пред повторно да го вклучи детето во градинката доколку било болно, потребно е да достават лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на детето. Добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав, повелете. Ќе почнат градинките да работаат. Да ви кажам, во приградските населби, како Ченто, например, во градинката има по 39 деца. Како сега, например, ако скоро сите сакаат да одат, како ќе се прави селекција, велат дека и Филипче и министерката, дека може само по 20 деца најповеќе. Дали ќе треба да се фаќа врски или ќе има некоја селекција? Така. Сега ќе го проверам и тоа и ќе го прочитам.
И ви се молам, може нешто да кажам, да ви Ајде, замолам? кратко. Ви се молам, во последно време во маркетите, са не мога да кажам, се краде. Например, купуваш една обична салама од 60 динари, а ти ја наплатуваат 180 динари како шункава. Преку тоа се краде. Една емисија за тоа ве молам. Добро. И то во повеќе маркети во Скопје и во другите градови тоа се случува. Добро. Благодарам, убав ден да си имате. Убав ден и вам и ви благодарам за јавувањето. Поздрав, дали имаме некој следен на линија, повелете? Министерката Шахпаска истакна дека приоритет за посетување на градинка ќе имаат децата на самохраните родители и децата на двајцата родители кои се вработени и ќе донесат потврда од работодавачот дека работните задачи не може да ги извршуваат од дома. Таа напомена дека родителите кои ја користат мерката за чување деца до 10 години ќе можат и понатаму да ја користат таа мерка која останува на сила и по отворање на градинките. Значи за градинките, родителите кои имаат деца во градинка. Изминатиот период вработените во градинките ги контактираа родителите на децата, пошто се утврди дека согласно протоколот, градинките имаат капацитет да згрижат 19.000 деца, но интерес за згрижување пријавиле родители на 14.555 деца. Или цитирам: доколку градинките имаат повеќе слободни места, односно согласно критериумите од протоколот, можат да згрижат повеќе деца од приоритетните во тој случај, можат да прифатат други деца што се запишани во градинката. Согласно протоколот, групите за деца до 2-годишна возраст треба да имаат најмногу 6 деца, за кои ќе се грижат двајца вработени, додека пак групите од 3 до 10 годишна возраст треба да имаат најмногу 15 деца и двајца вработени. Од тие причини, односно поради намалениот капацитет на градинките, беше неопходно да се дефинираат овие приоритети, рече министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вие сте новинари, имате ли некој ваш став околу оваа криза COVID што се провлекува 6 месеци? Приватни или ставови само имаме. го хушкате, или го хушкате народ. Па зашто не на ти како уредник и како водител некој став, вие да кажете ваш став, па потоа да се мисли да слушате на Затоа што граѓаните. јас не сум епидемиолог, господине. Ама што ако не сте епидемиолог? Господине, ве молам, задржете го речникот и однесувањето. Не, што манипулирате со јавност? Пријатно, господине, ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, јас сум дедо на 4 внуци. Да ви се живи и здрави, повелете. Внуци и 2 внуки. Тројца треба да одат во градинка, еден оди во основна школа. Ме интересира, јас сум да Добро. одат во градинка. Добро. Но да се вратиме. Значи јас сум негде околу 70 години. Јас се сеќавам во младоста како дете, не постоеа градинки. Не постоеа градинки. Градинките мислам дека почнаа таму негде 67, 68, така нешто. Значи, таа генерација од 50 година па до 65-та или какав не да речеме, сите сме завршиле основно, средно, факултети, сме работеле на одговорни места и се сме успеали. Сега се почнува со најмалите деца. Со најмалите деца кои што не знаат ништо за ова болест, за овој вирус, да речеме. И се почнува со нив. Да ве прашам вас, или еве јас. Кога почна ова корона, сите се исплашивме. Не мръднувавме, што се вика, ги миевме раце 3 пати на ден. Само што ќе купиш цигари или ќе се измиеш. Дали сега го правиме тоа? Јас да. Моли? Јас да. Сигурно. Само се сетите се пред, значи негде март месец и сега септември. Дали истото тая страв го имате или сте малку, не малку, него многу по-слободен? Стравот е друга тема. Стравот е понамален. А што очекувате од децата? А што очекувате од децата кои што се 3 години? Што очекувате од негователките, од воспитачките? Тие првите недела дена ќе бидат како
Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Значи, мијањето раце, како сум го практикувал пред короната, така го практикувам и за време, и сега, и откако ќе помине, бидејќи така ме научија во градинка, кога имав 3,5 години. Воспитувачките кои што ми беа во градинка, како се вика, Стојка и другата ја заборавив, нема врска, не ги поздравувам. Значи, тие ме научија да ги мијам рацете на истиот принцип како што ги мијам рацете денес. Што се однесува до стравот. Многу е нормално кога една ситуација се развлекува толку долго, како во случајот веќе 6 месец влегува, и поради тоа, многу е нормално некако колку толку да се навикнете да живеете со тоа, но веќе и сите оние начини на внимавање, да штитење на себе си, ни стануваат дел од нормалниот начин на функционирање на животот на дневна основа. И кога нештата ги перципирате нормално, стравот автоматски, следствено и правопропорционално се намалува со него. Но не значи дека не го нема или дека не постои. И напротив, баш тие најмалите, еве ќе ви кажам, внука ми, например, која има 4 години, се штити од короната со тоа што си држи дистанца и кога игра, и маска носи и слично. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видите, добро е што владата почна со протоколи за градинки, нели и за школа, претпоставувам. Да. И добро е што на 9 ќе почне, бидејќи некои наши соседни земји почна и со градинки, и со школи почна пред 2-3 дена, па ќе видиме како сето тоа се однесува таму, ќе дојде нешто слично и ке нас. Значи, една ситуација, добро е што почна со протоколи, мислам дека ќе видиме како, еве да кажам, во Србија иде со школото, бидејќи Предраг Кон рече дека нема да има во школите, па денеска гледам на телевизија вика дека ќе влезе и коронавирусот во школите. Така да е добро на некој начин што почна со протоколи да видиме. Тачно е дека месец дена со школите и 9 дена со градинките почна. Сите знаеме што треба, што е знам, маска, миење на раце, тоа да не дискутирам. Јас се радувам што е тоа така. И поздрав до господинот Зај Поштонија води владата, по тоа гледам дека горе-доле ги тера перфектно работите, бидејќи, еве, 2-3 дена како дојде на вас, ја руши ова што требаше. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, тоа веќе не е тема на денешната емисија, дивоградбата не е поставена како таква. Боткаха ни пишува на интернет и вели: здраво Огнен, го поддржувам донесувањето на овој закон ако биде донесен. Не, се извинувам, грешка, друга порака. Да. Здраво Огнен. Директно одвработена во градинка. Си ги исполнивме сите обврски за прием на децата. Спремни сме за нашите дечиња. Ќе бидеме таму и ќе внимаваме на се што ни е дадено по протокол. Се е дезинфицирано, се е средено по протоколот. Ќе бидеме семејството кое ќе внимава на дечињата, но и родителите на нас вработените со својата одговорност. Те поздравувам и со среќанника ние на сите 9 септември. Нека вие со среќа и да внимавате. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен поздрав. Благодарам. До вашата ТВ куќа и лично до тебе како професионалец, новинар и навистина вие имате свој протокол за работа, си имате главен одговорен, поставувате тема. Ние треба да кажеме за темата, не да ве прашуват вас да застапувате вие нечие мислење. Јас мислам тоа не е фер од гледачите и треба апсолутно да ги исклучувате. Јас сум редовен ваш гледач. Благодарам. И сакам да кажам следно, значи владата излезе со протоколи за работа на градинките, кои официјално започнуваат на 9 септември. Ако се поштуваат тие, ако се поштуваат сите што ги даде Министерството за здравство, што ги даде компетентни личности и ево се огласи Јагвада Шаханска, министерката, значи нема да има или ќе се намали драстично заразувањето кај децата. Сакам да не должам многу, поентата ми беше владата си има своји протоколи и треба да се почитуваат. Ако не се почитуваат, самите не се почитуваме. Поздрав, Огнен, и само напред со твоите... Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас, ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Бит друг збори. Не, вие сте, господине. Веројатно доцни некој глас. Ние ве слушаме совршено. Ресетирајте тајмер режија. Повелете. Господине.
Да. Ве слушаме, повелете, зборувајте. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали ме познавате по глас кој сум? Искрено не да ви кажам. А што ве тераше да правиме владу заедно с Дур Велкана, професор? Не ве слушнав, што? Господине? Професор по народну одбрану. Професор по народну одбрану. Добро. Абе, многу не може да збориме од овога полицајца. Добро. Овој полицајец е прв спиеди на телевизору, клучени му е телевизор све. Ве молам за темата, зборувајте. А добро е да се доноди, ја имам пара унучица што треба да иде во забавиште. Па еве, ти викам, имам пара унучиња. Добро. И добро е тој да се поведе ред малко, да се оноси. Али ве добија некој што има, ја како ги слушам, сваки ден да слушам, пошто сум пензионер, све се јавлja по 2 по 3 пута, ево е полицајец прв што се спри. Добро. По 3 пут се јавлja. Ајде да ве задржи петно и... Добро. Здраво. Благодарам за јавувањето, пријатно, убав ден. Пола се разбравме, пола не. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Дали чува програма? Да, вие сте, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до вашата телевизија. Благодарам. Поздрав и до вас, повелете. Посебна почит према вас. Благодарам. Повелете. Јас кратко ќе се држам строго на тема. Поздрав до... Дали се слушаме? Да, ве слушаме. Поздрав до... Овие протоколи што ги донесе владата се многу позитивни. Многу се позитивни. Добро. Се многу позитивни. Од една причина. Затоа што новие деца мали што да во градинка. Им треба ни социализација. Што да во градинка? Се многу мали и нив му треба социализација. Најбитно е да се грижат. Затоа што тие треба да имат дружење, вработените во градинките, да се грижат вработените во градинките, затоа што тие се најобучени службени лица кои што треба да внимаваат на нив. И Да, истече времето. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден, Алгин. Добар ден, повелете. Поздрав од Куманово. Благодарам, поздрав. Да се живи и здрави, да ви кажам телевизијата. Благодарам и вие исто. Така, ви благодарам. Јас да кажам за градинките. Еве, јас имам 61 година и добро рекоте пред малку дека сум бил јас исто у градинка. Тоа беше 65 година, толку има 6 години. Кога вие сте биле во градинка? Да, јас сум бил во Куманово, да. Добро. 100%. И да ви кажам најискрено, бев малечок, сујка малечок, ми падна соље млеко и негователката вика, ќе ти удрам шамар, вика му дариме, јас сум крив. Се сеќам како сега. Значи, Да, има работи што ги памтам и јас комплетно од градинка. Така е, Огнен, така е. Да ви кажам, јас ова го поздравувам, да ти кажам право,
што најдела сили, така е. Јас, да си кажам, ги поздравувам министерката и владата што смогнаа сили да најдат деца, стварно се, како да кажем, нема кој да ги чува, 20 работат, јас имам внука 10 години кога она иде школа, значи силно ги пошло тие школи и еве, мислам дека стварно владата работи за деца. Мене ме е мерак, да ти кажам, деца сакам од срце. Значи, толку сум влюбен во деца, што ги сакам, значи, највише деца во животот битни. Значи, ми е мило што ќе појдат секој градник на 9 се радувам, да ти кажам, и ќе давам час. И јас ќе давам час. Ќе идам у кафана, ќе седам со другари, ќе пиниме за ова што е стварно убаво нешто. Значи, ме радува што ова се отварат градинките, од срце ви кажувам, значи, се најдобро огне. Ја гледам вашата телевизија, ја поштувам и ја ценам, значи како водите сте добри. Сите не само вие, сите сте стварно комплет. Да, благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Поздрав до вас и до Благодарам, поздрав. Јас сакам да сама си поставувам прашање. Ајде. Секоја чест на протоколите, но кој ќе прави контрола дали тие се спроведуваат во пракса? Мене тоа ми е клучното прашање. Бидејќи гледавме по Кафулињава, случајно живеам во близина, можам да кажам дека баш и не се спроведуваа протоколите. Ги слушавме нонстоп на телевизија, се научивме напамет ние, а во пракса не оди некако тешко. И мене ми интересира дали и за децата така ќе биде ли, тоа се многу суптилна материја. А инаку, што се однесува за училиштата, ти мислам у тој контекст, се можам да кажеме на реченица. Јас сметам дека секој родител ќе се одлучи дали да оди неговото училиште, неговото дете физичка присуство на училиште или онлайн настава. Тоа е, мислам, најдобро за сите. Кој има проблем со децата, смета дека не му се социализирани или било од која причина нема кој да ги чува, или више им се смачи на баби, на дедовци, заморно, јас се разбирам. Значи, за тоа се и градинките, па до некаде и училиштата, значи да се избор на родителот, дали децата дојдат на училиште, онлайн настава или физички. Исто како и за градинките. Толку. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, пријатно. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Огнен. Повелете. Да кажам за училиштата. Прво е добро што вчера Министерската Царовска ги собра сите директори на основни и на средни училишта. И работата мислам дека ќе тргне. Добиени се протоколи, колку метри квадратни треба да има отстапено за еден ученик, ќе проверят инспекторите кое училиште исполнува услови за настава во живо, кое училиште исполнува услови за комбинирана настава и кое училиште не исполнува услови ниту за комбинирана, ниту за настава во живо, па ќе оди онлайн настава. Иначе наставата во живо не ја заменува ништо. Еден господин рече ќе влезе наставникот по биологија, ќе ги праша, ќе влезе по хемија, ќе ги праша, ќе влезе. Тој гледач не е во образование и не знае дека денеска учениците ако се спремаат по 2 предмета, по 15 спремни. Така да тоа поинаку ќе се регулира, важно работите течат и самата министерка кажа дека ќе се решаваат проблемите во ОД. Што се однесува до носењето на маски, може би децата никој не може да ги натера во паркот да носат маски, ама во училиштето си има протокол, ќе си има редари од страна на наставниот кадар и додека не носи на себе маската, не може ни да влезе во училиштето. Ќе си седат во една училница, ќе си има редари во секој ходник, па сега вирус е вирус. Дај Боже да дојде побрзо вакцина, па тогаш ќе бидеме сигурни, иначе не можеме никако да бидеме сигурни. Иначе ќе се направи контрола кое училиште за каква настава е спремно. Така. И толку. Истече времето, режија, веќе нема ни време за гледачи, со оглед на тоа дека имам да прочитам коментари. Тони и ни пишува, вели:
Читате протоколи, по мое длабоко уверување треба да дојде до замена на персоналот во градинките. Во градинките треба сите вработени да бидат медицински лица, завршува Тони. Но дека пак Сузана и ни пишува и вели: здраво, јас имам мало бебе од 9 месеци, да вие живо и здраво. И многу сум револтирана што дечињата, чии што е само еден родител работи, нема право да го запише во градинка. Мојот сопруг работи приватно и не е пријавен. Јас сум моментално на породилно и не би сакала да дадам отказ, бидејќи со една плата не можеме да си обезбедиме основни потреби. Зошто моето детенце не може да биде запишано во градинка? Градинките велат: жалам, треба потврда од двајца вработени родители. Каде да се обратам? Голем поздрав до вас. Мислам дека со некое поспецифично барање да го испратите до Министерството за труд и социјална политика, директно адресирано за министерката Јагода Шахпаска, препорачано ве молам, немојте да заборавате, дека доколку се обратите, веројатно можеби ќе се изнајде некаков начин. Ако ништо друго, барем ќе посочите дека постојат и семејства како вашето, кои имаат потреба, а не ги исполнуваат овие зададени критериуми. Толку од денешното издание на емисијата. Ви благодарам на сите за вниманието. За крај само да упатаме, се погоди и темата, еден посебен поздрав и бакнежи за моите негувателки воспитувачки во градинката во Бончејца, во Прилеп, Стефка и Стојмирка. И благодарам што ме научивте раце да бијам, ако ништо друго, своевремено, настрана од сите други работи. Убав ден, останете со телевизија 24, бидејќи одиме со дневникот во 17 часот. Пријатно.